Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не во нови 70 на минути во новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапејовски и еве што ви подготвив за денес. Алијанса за албанците реагира за балансерот. Овие игри можат да бидат штетни. Женски тандем во Агенцијата за разузнавање. Разрешениот Муслију ја обвини Силјановска Давкова дека попуштила пред политиката. Преспа е обврска и за двете страни. Од Министерството за надворешни работи велат дека целосно ги почитуваат подпишаните меѓународни договори. Повисоки пензии и нови директори на првата седница на владата на Македонија. Грчкото Министерство за надворешни работи обвини за иредентизам. Мицотакис се пожалил во Европската Унија од Мицкоски и од Силјановска Давкова. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски од Тетовско порача: по обештетувањето ќе зајакнеме мерки за осигурување на земјоделските површини. Чествување по повод 90 години од раѓањето на Петре М. Андреевски. Фестивалот Техо ќе се одржи денес и утре во Тетово и Лешок. За Цузана Спасовска, музичка уметница која цели 38 години не одушевува со својата интерпретација на македонски народни песни, е убава, активна, креативна година на професионален план. Во изминатите 365 дена таа ги заокружи со издавањето на албумот Терирем, што е снимен со благослов на архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, кој во себе содржи православни црковни химни и песнопеења, кои припаѓаат на жанрот на така нареченото источно црковно пеење. Музичките химни представени во ова аудиоиздание се дел од богатата богослужбена традиција на православието. Застапени се песните кои се пеат за време на чинот на осветувањето на Петтолебие, празничната утрена на Рождеството Христово и на Воскресението, литургијата на предходно осветените дарови и светата литургија на Свети Јован Златоуст. Како што вели Спасовска, представените песнопења отвораат прозорец кон огромниот океан на изворното и древно пеење на православната црква. Па така, за самиот почеток на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио од албумот Терирем на Сузана Спасовска, ви ја одбрав Света Дево Владичице. Света Дево Владичице, нескверна Богородице, радуј се невесто, невесна. Девојко, мајко господарке, ти руно се оросена. Радуј се невесто, невесна. Возвеличена над небесата, од зраците поблескава. Радуј се невесто, невесна. Радост на хоровите действени, од ангелите посилна. Радуј се невесто, невесна. Посвета од небесата, од светлината почиста. Радуј се невесто, невесна. Од сите небесни воинства посвета си. Радуј се невесто, невесна.
невесто, невесна. Смирна Дево пречиста, се света владетелке. Радуй се, невесто, невесна. Благословена Марije, na radosta naša pričinu. Радуй се, невесто, невесна. Dostojna Devo Carice, presveta Majka. Радуй се, невесто, невесна. Počestvovana od Hierovimite i poslavna od Serafimite. Радуй се, невесто, невесна. Od prestolite posilna si. Радуй се, невесто, невесна. Raduj se pesno heruvimska, raduj se himno angelska. Радуй се, невесто, невесна. Raduj se odo serafimska, ti radost arhangelska. Радуй се, невесто, невесна. Raduj se miru i veselije i pristan na spasenje to. Радуй се, невесто, невесна. Na slovo to čertogu svet, cutu na netlenije to. Радуй се, невесто, невесна. Raduj se gradino izobilna, na večnost i na životo. Радуй се, невесто, невесна. Raduj se drvo na životot, na besmrtnost istočniku. Радуй се, невесто, невесна. Tebe te molam, carice, tebe sega te prizivam. Радуй се, невесто, невесна. Tebe te smilostuvam i radost sega baram. Радуй се, невесто, невесна. Devojko krotka i bezgrešna, vladičice se sveta. Радуй се, невесто, невесна. Tebe hramu duhoven, so radost te prekonuvam. Радуй се, невесто, невесна. Prihvati me, o
ne nevesna. Raduj se nevesto, ne nevesna. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Се засакавме, мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа čekajte, žar na srce veke ne mi stavajte, od neja ostana, samo sana vek vo mene gorčina i jedna golema, moja pusta želba neostvarena. Zamina, što ti dade toj što nema pijas, ako je od ljubov zna jas neke taguvam, se najdobro ti posakuvam, ako je za drugo može ne ti kažam.
Ljubov sreća ne se kupува, drugari odete i kaj neja te ne staro odnesete. Mene me čekajte, žar na srce veke ne mi stavajte. Od neja ostana samo sana vek vo mene kočina i jedna golema, moja pusta želba neostvarena, moja pusta želba neostvarena. Алијанса на албанците реагираше на најавите на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во врска со фазното укинување на балансерот. Еве го и соопштението на партијата. Нелегитимната власт започна со имплементација на планот против правична и соодветна застапеност на албанците и другите етнички заедници во државните институции. Министерот за дигитална трансформација Стојан Андоновски го најави првиот чекор кон укинување на балансерот, враќање на процентот само за резидентни лица, со што застапеноста на албанците повеќе нема да биде 30, туку се враќа чекор назад на 25%. За да не се задоволи ова, тој предупредува и на законски измени за целосно укинување на овој механизам, кој е еден од главните столбови на Охридскиот договор. Во меѓувреме, пред овој опасен и штетен проект за сите етнички заедници во државата, партиите од коалицијата кои ги загубија изборите седат со скрстени раце и затворена уста. Пред очите на партиите кои себе си се нарекуваат албанци, по 2 децении од потпишувањето на Охридскиот договор започнува најтешката дискриминација и мајоризација. Ја повикуваме нелегитимната власт итно да ги прекине овие игри кои штетат на меѓуетничката кохезија, на правата на етничките заедници и можат да донесат сериозни последици за еднината. Премиерот Христијан Мицкоски, кој прв направи укинување на балансерот, да не мисли дека сите албанци се како неговите сервилни, кои тој самиот ги избра за послушен партнер во неговите застрашувачки проекти, реагираат од Алијанса на албанците. Što me plenija Kalino, kalinke medena od Boga, dar si mi podarena, srce mi skrši dušo, tvoja taubavina, srce mi skrši dušo, tvoja taubavina.
dušo, твоята убавина. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова донела одлука со која се разрешува досегашниот директор на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу, кој на оваа позиција е втор мандат. На негово место е назначена Габриела Јаковлева, која според соопштението од кабинетот на председателката доаѓа од редовите на агенцијата. Од кабинетот соопштија дека има смена и на позицијата заменик директор каде доаѓа Ивана Стојановска, а разрешена е досегашната заменичка Александра Бакреска Додовска. Очигледно е дека председателката попушти пред партиските притисоци, реагираше досегашниот директор на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу. Тој вели дека нема да не влегува во политичката логика и автономија при донесување на ваквата одлука од страна на шефицата на државата, но како што пишува во реакцијата, во случајот со неговото разрешување, отсуствуваат законската оправданост и мерит системот за кој, како што вели, Силјановска-Давкова постојано зборувала во јавноста. Посебно сум разочаран од постапката и начинот кој го избра при моето разрешување, не покажувајќи доблест да се сретнеме на прва информативна средба, на која би добил брифинг за природата на работата на агенцијата и за безбедносното обкружување и актуелната состојба во регионот, е наведено во писмената реакција на Муслиу. Во соопштение на кабинетот на председателката нема детали зошто е разрешен Муслиу. Тој на местото на директор на агенцијата повторпат беше назначен на 19 мај 2023 година од поранешниот председател Стево Пендаровски со мандат до 2027 година. Според законот на Агенцијата за разузнавање, директорот го именува и разрешува председателот на Република Македонија. Основи за разрешување на директорот пред истекот на мандатот се ако не постапува согласно со законот, ако нестручно и несовесно ја извршува функцијата или ако престане да исполнува некој од условите од став 1 од овој член, се наведува во законот за работа на Агенцијата за разузнавање. Председателката Силјановска-Давкова своите одлуки ги донесе согласно незините уставни и законски надлежности, се вели во соопштението од кабинетот на председателката. Ах да знаеш, брате, во какво сум поле, во какво сум поле, поле јас подседнал, во какво сум поле, поле јас подседнал. Ниту вода има, ниту сенка има, само едно дрво, дрво изсушено, само едно дрво, дрво изсушено.
slobode, brate, moje prvo libe. Ako moja ne, ničija je bide. Ako moja ne, ničija je bide. Владата на Република Македонија ја одржа првата седница на која беше одлучено Игор Јанушев да биде именуван за нејзин генерален секретар. Исто така како што беше ветено, пензионерите ќе добијат поголема пензија за 5000 денари, но на два пати. Првото зголемување од 2500 денари ќе биде од септември, а второто во март следната година. Владата ја поништи одлуката на Меѓународниот универзитет во Струга и одлучи тој да не може да оснива факултет за здравствени науки. Донесената одлука од претходното владино раководство е поништена. Еве кои се и одлуките што ги донесе владата за именување на раководни кадри на државните институции. Ивица Томовски е назначен за директор на службата за општи и заеднички работи. Елена Петрова е новиот директор на управата за јавни приходи. Бобан Николовски е именуван за директор на Царинската управа. Александар Јанев е назначен за директор на Бирото за јавна безбедност. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи е именуван Сашо Петрушевски. За шеф на канцеларијата на председателот на владата е назначен Владимир Неловски, а негов заменик Саше Павловски. Воедно, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија Цветан Трипуновски ја информираше владата за штетите од невремето, при што беше задолжен од општините да прибере информација за проценка на штетите од невремето за да се направи проценка на износите на штетата. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков информираше за штетите предизвикани од невремето врз драмскиот театар, при што е најавена ревизија на постапувањето на минатата управа на театарот и континуирана негрижа. Владата расправаше за зголемување на пензиите од 5000 денари, при што беше потврдена заложбата и беше одлучено ова зголемување да се реализира на два пати, од кои првата исплата од 2500 денари ќе биде во септември, а втората со исти износ ќе следува во март. Of aman aman, sofke na tatko, nagrada gumendža. Of aman aman, Bela Sofio, nagrada gumendža. Oj me
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Раководството на Македонија продолжува да го прекршува договорот од Преспа. Дополнително се враќа на действија од минатото кои алудираат на иредентистичко расположение и целосно непознавање на историјата, соопштуваат од Министерството за надворешни работи на Грција, а јавува Мија од Атина. Во соопштението на Грчкото Министерство за надворешни работи за прекршување на договорот од Преспа од страна на раководството на Македонија, пишува дека Министерот за надворешни работи на Грција пред неговите колеги во рамките на Советот за надворешни работи веќе детално ги покрена соодветните прекршувања и ќе продолжи да го прави тоа. Дополнително, прашањето се покренува на меѓународно ниво од страна на грчката влада. Раководството на Македонија секојдневно се повеќе се оддалечува од добрососедските односи што го представуваат јадрото на европското законодавство и на меѓународното право, пишува во соопштението на грчкото МНР. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис за време на Европскиот совет ги информирал неговите колеги за фактот што и председателката и премиерот на Македонија директно го прекршуваат договорот од Преспа и посочил дека е неопходно сите да разберат дека почитувањето на европското законодавство очигледно поминува преку верно почитување на меѓународните договори. Со оглед на тоа што имаше дел за прашањата за проширување, презедов иницијатива и ги информирав моите колеги во Европскиот совет за случувањата во Македонија, за фактот што и председателката и мандатарот за премиер всушност директно го прекршуваат договорот од Преспа, игнорирајќи го во пракса ерга омнес и избирајќи да користат друго име, а не уставното дефинирано име за земјата за внатрешна употреба, што е целосно спротивно на духот на договорот од Преспа, рече Мицотакис. Опозицијската Сириза излезе со соопштение во однос на средбата на председателката Гордана Силјановска-Давкова со делегацијата на Сојузот на Здруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, Македон, коментирајќи дека ги осудуваат иредентистичките ставови и ја повикуваат актуелната грчка влада да го интернационализира прашањето. Сириза недвосмислено ги осудува иредентистичките ставови на председателката на Македонија Гордана Силјановска за наводна егејска Македонија, со кој грубо го крши членот 4 од договорот од Преспа. Ја повикуваме владата на Мицотакис конечно да се разбуди од дипломатската летаргија во која западна и веднаш да го интернационализира прашањето, со цел владата на Македонија да се најде соочена со своите одговорности, кои се однесуваат и на незиниот пристапен процес во Европската Унија и на воведување санкции за оние кои го прекршуваат договорот од Преспа според законодавството на Соединетите Американски држави од 2021 година, соопштуваат од Сириза. Jaden sum bre bela jano i prejaden. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pijen sum bre srce moje i prepijem. Ako smeš bela jano pokani me, da me kaniš jano na šetanje,
Cel svet sum go šetal, Jano, i prošetal. Nemoj da me kaniš, Jano, na muabet, ako zbori toj što gori, ke izgori. Ako smeš, bela Jano, pokani me, lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Ke ti ljubam, beli gradi, gulabici, pa da umram, bela Jano, ić ne žalam. Ako smeš, bela Jano, pokani me, lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Ke ti ljubam, beli gradi, gulabici, pa da umram, bela Jano, ić ne žalam. Ako smeš, bela Jano, pokani me, lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Ke ti ljubam, beli gradi, gulabici, pa da umram, bela Jano, ić ne žalam. Pa da umram, bela Jano, ić ne žalam. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски ги посети земјоделците во Тетовскиот регион кои се соочија со уништени плодни површини поради невремето. Од Сиричино во општина Јегуновце, кое беше едно од најпогодените, министерот најави дека ќе има обештетување и превземање мерки за осигурување на земјоделските површини. Она што јас сакам да го потенцирам е дека ние како влада и како министерство ќе ја зајакнеме мерката за осигурување на земјоделските површини, бидејќи знаете климатските промени се од година во година се поизразени. Нашиот сет мерки кои што го планираме и во предизборната програма, она што сега ќе го практикуваме да обештетуваме, односно осигурувањето да биде една од мерките, меѓутоа и многу други пропратни елементи кои што ќе значат заштита на земјоделските површини од вакви природни непогоди. За нас како држава и како министерство е приоритет да го заштитиме буџетот на државата, од друга страна и земјоделците да бидат заштитени од вакви природни непогоди, истакна Трипуновски. На новинарско прашање како ќе одговори владата на барањата за обештетување кои не биле реализирани досега од претходната власт, Трипуновски вели ќе се направат напори тоа да се направи по буџетскиот ребаланс. Практично сум трет ден министер, можам накратко да кажам дека многу од услугите, односно многу од средствата кои што требале да стигнат до граѓаните по разни основи, субвенции, мерки, обештетувања не се стигнати. Знаете дека власта која што замина трошеше на непродуктивни трошења на луксус, а граѓаните беа на последното место. Ние како министерство и како влада во наредниот период ќе се потрудиме и оној ребаланс со што се спрема во Министерството за финансии да бидат граѓаните на првото место. Апсолутно сигурно ќе се направи план за динамика на обештетување, бидејќи такви ситуации има во целата држава, а не само во западниот дел од државата, вели министерот. Димитар Костадиновски, градоначалник на Јегуновци, изрази надеж дека посетата на министерот ќе значи можност и начин неговите сограѓани скоро да бидат обештетени.
Формиравме комисии, излеговме на терен и до овој момент има околу 50 барања доставени не само од Сиричино, туку и од другите населени места, каде што очекуваме таа бројка реално да се зголеми поради проблемите на граѓаните, истакна Костадиновски. Согласно проценките на терен ќе се изготви и соодветен елаборат за да се утврди висината на обештетувањето од страна на второстепената комисија при владата. Лудо се спрема на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Млада невеста, диван му стои, диван му стои Брежана, му се моли. Диван му стои Брежана, му се моли. Земај ме лудо, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Јас сум си жена, жена ма жена, жена ма жена Брежана, чаша скршена. Жена ма жена Брежана, чаша скршена. Чаша скршена, вчош е фрлена, вчош е фрлена Брежана, не погледана. Вчош е фрлена Брежана, не погледана. Во организација на Македонското научно друштво од Битола во соработка со Педагошкиот факултет Универзитетот Свети Климент Охридски, студентското собрание при УКЛО
Art Point Гумно, село Слоешница и Europe House од Битола се одржа чествување на 90 години од раѓањето на големиот македонски писател Петре М. Андреевски во неговото родно село и вечно почивалиште село Слоешница Демир Хисар. На гробот на Петре М. Андреевски заедно со останатите организатори и учесници на чествувањето свежо цвеќе положија и амбасадорот Дейвид Гир и градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Одбележувањето продолжи со културна манифестација на која беше изведен рецитал од страна на Димитар Атанасовски и Ева Нешковска, како подсетување на најголемите и најубави мудрости од најзначајните дела, а своето обраќање покрај амбасадорот Гир има и иницијаторката на настанот доктор Силвана Нешковска и председателот на МНД Битола доктор Невена Груевска. Присутните имаа можност да присуствуваат и на свечено откривање на скулптурата на уметникот Никола Пијанманов, а настанот беше заокружен со рецитал на песната за мојата песна од Петре М. Андреевски, во која динамично се искажува големината на песната, како и незината возвишеност во животот на поетот. Крај мене поминува, скришу ме погледнува. За неа се зборува, Јана е најубава. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Своите маки да не кажува. Дајте добра песна и добра ракија. За нас тоа не е леко во тешки времиња. Нека ечи нешто весело се живота заигра. Заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите, како се веселиме. Здравје нам е служи, а и паметта. И да ми е жива, здрава фамилијата. Бог да ми ги чува и пријателите. На нас кога ни е тешко, вака да ни е. Нешто весело се живота заигра. Барем малку да заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите, како се веселиме.
i takata. I ova vreme nije nese tabane, neka slušna ti duša manite, kako se veselime, kako se veselime. И пред самиот крај на емисијата една вест од културата. Најновото 33-то издание на меѓународниот хорски фестивал на православна духовна музика ТЕХО ќе се одржи денес и утре, оваа сабота и недела. Ќе бидат изведени вкупно 45 композиции од 8 хорски состави. Во Соборната Тетовска црква Свети Кирил и Методи денес со почеток во 19 часот по локално време ќе биде првата фестивалска вечер. На првата вечер во сабота ќе настапат 4 хора. За прв пат детскиот хор Лале оваа година ќе настапи со православна духовна музика. Овој хор од 1979 година е редовен учесник на фестивалот ТЕХО, но сега се вклучува и во православната духовна музика. Со хорот овој пат ќе диригира Теодора Ветеровска, членка на хорот, која што израсна во хорот, заврши факултет за музичка уметност и се даде можност да се представи како диригент и така да продолжи традицијата, а ќе настапи со 4 композиции, истакна председателот на фестивалот Ивица Зорич на пресконференција. Вториот дел од фестивалот ќе се одржи во недела во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок, каде хоровите ќе настапуваат со почеток од 12 часот по локално време. Хорското музичко друштво Коста Рацин од Скопје се првите хористи кои ќе настапат пред публиката. Прв пат хорот како диригент ќе го води Ангелина Спасовска. Оваа година како новитет на ТЕХО фестивалот е изложбата и презентација на роднокрајните книжевни дела кои ќе бидат изложени во недела во Лешок. Ние се трудиме ова културно жариште и духовно место да го оплемениме со нови содржини. Ќе имаме отворање на изложба и на катче на роднокрајни литературни дејци, така што сите оние во Тетово кои што објавиле некое литературно дело, без разлика дали е поезија или проза или драма, нивните дела ќе бидат истакнати таму. На наше големо задоволство ќе биде изложено оригиналното дело Огледало на Кирил Печиновиќ од 1816 година. Ова е фотокопија на насловната страница, но тие што ќе бидат посетители ќе можат во живо да ја видат оригиналната книга, со каков повест е истакната, и тоа е на некој начин коренот на литературната дејност на овие наши простори, истакна председателот Зорич, презентирајќи ја фотокопијата. Досега на сите изданија на ТЕХО настапиле 300 хора. Сини моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Ти си ни моје јасно сонце, душа што ми стопува. Ти си ни моја сјајна звезда, пат што светлува. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на твојот цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема
našta ljubov možat se da zborat i mnogo da ni zavidat. No duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogo da ni zavidat. No duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema parica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema. Srce mi je polno i dušava, srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema parica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema so takva. Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, традиционално за најмладите, приказната Како Маша ги чувала гавранчињата. Ви посакувам пријатен ден. Ги разфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја, направила таков лом што немало ногата каде да се стави. Собирај, рекла мајка й. Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. И наредила строго мајка й и ја затворила вратата. Не сакам, не можам, заплакала Маша. Седнала на аголот од тепихот и ги подвиткала колената. Нека си собира сама мама. Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетела големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: Девојче, девојче, зошто плачеш? Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата, а мама згоре на тоа ми вели: дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, ами е гавранешко гнездо. Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас? Сакам, се израдувала Маша. Колку интересно. Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. Е како, а мама? Таа нема да ми дозволи. Нема да дознае, на оној бор живеам. Од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад. Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. Донесе, се зачу шкриплив глас. Да, се насмеала гавранката. Донела, донела! Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. Какви се сите црни и накострешени, се зачудила Маша. Ке започнеш со средување, рекла мајката на гавранката. Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто. Не знам,
Не сакам, нема да чистам, одговорила Маша. Вратете ме дома, кај мајка ми. Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: не те пуштаме, не те пуштаме. А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде. Маша погледнала низ гнездото, ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка ѝ била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. Мамо! Викнала со сета сила Маша. Тука сум! Но оборот се нишал и шумел со гранките, така што мајка ѝ ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: нова дадилка, нова дадилка. Да, од сега ќе ни бидеш дадилка, рекла гавранката. Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука. И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. Ура, ура, заедно ќе спиеме. Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. Новата дадилка ќе ви раскажува приказни навечер. Потруди се, и рекла таа на Маша. Не терај ме да те клукам. Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. Како не ви е срам да расфрлате така прасиња едни, им рекла таа на малечките, а тие почнале да паѓаат од смеење. Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха. Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него. Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак, еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките. Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер, колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа, а мама може да направи се за што ќе се фати. Па тогаш неодолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот можеби ќе излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си работичката пополека, а јас ке се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засокувајќи ги ракавите. Таа се обидувала да направи секако мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснал и бакарниот чајник, засветкале шолјите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижитатара и врескале одзад шкафот. Најди ме, најди ме!
Кога им здодеало тоа, почнале да се играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки. Оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, пантолони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да вие, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да й помогнат и постојано пееле. Не сакаме, не можеме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле. Пајакот не се вратил, а Маша си мислела: како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лилјак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лилјакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плашиме. Лилјакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата. Што сте се разбореле? Спиите. Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу, Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: а што ако треба да живеам тука за секогаш? Се појавила и месечината, а лилјакот никаде го немало. Нани, бебенце, почнала да пее таа, во шарено кебенце. А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. Само гледај и ти да не заспиеш, биди подготвена. Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. Ти благодарам, пајаку, на сите ќе им раскажам колку си добар. И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лилјак. Маша, каде си? Шепнал лилјакот. Доаѓај. Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. Држи се за моите нозе, и рекол лилјакот. Прикрепувајќи се колку што можела, Маша скокнала во темнината. Летаме! Ги затворила таа очите и само ветрот изсвирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. Ти благодарам, драг лилјаку, го погалила Маша по неговиот мек грб. Да не беше ти, тешко мене. Простувајќи се, лилјакот извикал: до гледање, и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка врака. Ах, умна таа, така треба. Маша ја гушнала мајка си и рекла: мамо, од сега се сама ке правам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.